После толку години познавајќи го неговото херојство и тоа како знае да направи некои животни преседани кај многумина, никогаш не знаев дека Јане Стефанов покрај тоа што е инструктор нели по падобранство и покрај многуте работи поврзани со авиацијата, пилот и така натаму, никој пат не знае дека си нуркач. Па добро, Добро ти уште еднаш. добро утро и на тебе. Ама сериозно, биографијата куса вака приликата ја знам, али никој пат не знам дека имаш искуство, баш дека си нуркач, дека имаш искуство и со нуркањето. Знаеш како многу често ние мислиме дека спортот го бираме, нели? Меѓутоа обратно е, спортот не бира нас. Не бира нам, така е. И клубот не учи, моделира според тоа ние нашите желби какви се. И луѓето што остануваат во клубот, во аероклубот што остануваат, сите горе-доле во своите желби, во својот ментален склоп наликуваат и сакаат исти работи. Значи не сме ние само нуркачи, исто така и качуваме на карпи, исто така и возиме даунхил со точаци, скијаме турно, одиме на едрење, сакаме природа, планинарење. Значи интересно во клубот е тоа како едно, јас секогаш сум го викал дека тоа е едно семејство, дисфункционално семејство, ама семејство воздухопловно, каде што во секој момент што и да посакаш да направиш, секогаш ќе се најдат тројца кои ќе речат тоа е добра идеја, независно колку е глупа идејата. Значи тоа е добра идеја и ја реализираме. Така сме отишле на многу врвови, така сме отишле на рафтинзи, на скијања, сите заедно. Секогаш може да најдеш некој со кој може да ги направиш тие предизвици, ние ги викаме. И преседани животни. И ги правиме. Во аероклубот има повеќе нуркачи, значи голем дел од луѓето нуркаат, затоа што да речеме тука име уште една основна компонента ако се бавите со падобранство и не е задолжително, меѓутоа самата средина наложува, имаме човек кој е врвен нуркач кој ги сертифицира сите. Имаат сите дозволи земано и ние функционира, тоа не е неформална секција во аероклубот, една нуркачко друштво кое одиме на нуркање заедно и имаме опрема, имаме се што треба и сме поврзани со другите нуркачки клубови, тие не препознаваат како група, како клуб, иако формално не сме нуркачки клуб, не препознаваат и не покануваат на различни нивни акции што ги имаат, конкретно претпоставувам зборуваш за оваа последнава во Радожда. Ги гледаме веќе неколку години одиме да им помогнеме на нашите пријатели нуркачи од Норкач, од Струга, што се да го исчистиме езерото колку што можеме. Ке си кажеш село Радожда е едно такво кротко спокојно место во Струга, меѓутоа нема, претпоставам дека веќе локација на географија на планетава Земја каде што не се случува мала или поголема депонија. Ова што во моментот го гледаме, ќе ви честитам. Тука веќе сега се ми е јасно за нуркањево и дека биле вклучени всушност нуркачи, локалното население и жители. Овие се тие инсерти од Радожда, така? Во овој момент имаше повеќе падобранци во езерото отколку нуркачи на небото. Меѓутоа авиацијата, нуркањето и локалното население како едно свето тројство за да се случи оваа реализирана екоакција за селото Радожда. И јас и кога те повикав ми беше некако една поидобна точка за разговорот денеска, меѓутоа тажно е како вас ентузијасти кои што да речеме сега има САП, нели во Охрид исто има некое надпреварување, експедиции колку сакаш планинарски така натаму и секој пат ќе дојдат со полно срце да ги раскажуваат нели своите такви значајни моменти од животот, колку убаво си поминали, на крај кога ќе кажат дека имало депонии и дека морала да чистат, тоа секој пат прави чемеријат кај секој од нас. Да, луѓето што ја сакаат природата, што го сакаат езерото, нуркањето, што се спортисти или некако влегуваат во било какви клубови, тие не се луѓето што прљаат. Значи, сите овие депонии се направени од недостаток на едукација. Тие сакаат да им е убаво, ама не знаат дека ако го фрли ѓубрето таму кај што не е. Ја не едукација во прашање или една индолентност и рамнодушност кон се она што во животот или евентуално да се воведе чотек на лице место и тогаш ќе, мислам, работите ќе бидат поинакви. Сега за ѓубрето, ние всушност и овие акции не е само под вода, ние учествуваме во акции за чистење и го чистевме аквадуктот оваа година. И тоа ги повикавме луѓето, тони отпад што се ги повикавме луѓето и
организаторите на како беше исчистиго градот. Има неколку екоакции, ама како и да е. Има многу Не поканија да еколошки. учествуваме во тоа, затоа што препознаваат во нас структура каде што ја сакаме општествено одговорна структура. Значи ние сите членови што ги имаме во клубот ги учиме на овие позитивни вредности што се и демократски и нормално општествено одговорни вредности. Значи нашите членови не одат по улица да прљаат, да фрлаат ѓубре во реката, во езерото, така било да контрадикторно на природата и законот кој што го имате. Клубот и доброто на клубовите е тоа што може да едуцираш преку клубовите. И тоа треба државата да го препознае и да ги да речеме поддржи клубовите во нивните намери. Јас те прашав, не знам дали ваква слична зашто прво би те прашал Радош да ја одбравте можеби како локација или некој од локалното население можеби самата општина ви најави дека можеби е потребна ваква Организаторот Норкач веќе неколку години тоа место го избира за чистење, предпоставувам бидејќи се од Струга тука им се местата каде што нуркаат и забележале дека има отпад. Како поминуваат годините се помалку и помалку отпад се вади. Значи од почетокот имаше поголеми количини и сега секоја година наредна помалку и помалку и поинако вид на отпад се вади. Ако некогаш сме ваделе WC шолји со плочки, со санитари, сега се сведува на шишиња, на лименки, верувам, фрлени од бродче, така да на застарени тркала кои предпоставувам ги користат и за анкерисување на брачињата. Значи се менува и видот на отпадот, ама и сепак они си го чистат тој дел и предпоставувам дека по одредено време нема да има потреба. Бидејќи самото појавување, кога ќе се појавиме таму, оваа година имаше преку 50 нуркачи, значи кога ќе се појават таму сите знаат зошто се дојдени. И тоа е помоќна порака отколку некој да дојде и да им кажува немојте да фрлате ѓубре. Бидејќи не доаѓаат од Скопје да фрлаат во Радош да ѓубре, така. Сепак стана збор за тоа е. Локалците, односно можеби и туристи што велиш особено или кога го посетуваат овој период, Охрид и Струга во тој период. Дали по село Радош да имате можеби нешто на календарот повторно да се одржи некоја друга екоакција? Дали тоа ќе Предпоставувам другата година повторно ќе направат таква акција. Истиот клуб организира и еден филмски фестивал, односно фестивал за подводен филм. Тоа би требало нега септември да биде. И сигурно ќе учествуваме. Тоа е кога се надпреваруваш, правиш филм од подвода и се надпреваруваш, и многу интересен за тоа како изгледа, така да можеби би требало да те поврзам со луѓето од Норкач за да направиш една емисија само за тоа. Многу големи професионалци и ентузијасти за нуркањето и љубители на Охридското езеро се луѓето што. И велиш во септември се случува како фестивал негде од прилика. Да. Ќе го имам на ум, ќе видиме на комуникација. Дали тоа значи дека во моментот доколку има потреба да се вклучи авиацијата и така натаму, може да ве побараат за да направите ваква еколошка акција повторно? Се разбира, ние секој што дошол и побара помош од нас, сме помогнале онолку колку што можеме. Иако кога се работи за природата, секој пилот што ќе полета независно дали спортски или за некаква намена, кога ќе полета во воздух, секој пожар го пријавува, секое место каде што гледа дека можеби ќе се случи пожар или има пожар, тлее нешто, се пријавува и после службите си реагираат за да не се прошири, бидејќи во шумските пожари најбитно е на време да се реагира. Така да нашите пилоти работат на заштита на природата и против пожарите со тоа што го пријавуваат во моментот кога ќе го видат, додека летаат. Сте биле некој пат можеби поддршка со Центарот за управување со кризи, можеби за некои состојби околу пожари, да лоцирате, да мапирате со оглед на тоа дека не знам сега колку канадерите се вклучени постојано, меѓутоа во случајот да речеме Аероклубот Тенковец има некаква своја експедиција денеска, па се случува да мапирате, да се јавите и да го пријавите можеби. Дали случајно можеби сте имале такви искуства и конекција некаква? Не, ние комуницираме со пилотите
цело време бидејќи извор на пилоти за таа служба и не се канадери, се Air Tractori, Fireboss, се луѓе од клубовите. Значи, најголемите херои на летањето во пожарите се од Штипскиот, од Скопскиот и од Битолскиот клуб. И сите овие клубови продуцирале кадри доволно квалитетни за да може да се занимаваат со овие шумскиве пожари. Бидејќи тоа не е едноставно летање, мислам за тоа треба многу искуство, многу желба да се занимаваш со тоа, се помалце младиве луѓе сакаат да се фокусираат баш на тој тип на авиација. Кога сме кај авиацијата, во календарот, како што ми напомена, сега лаик сум, ќе ми дадеш нели сепак насока во Лига на надпреварите на Македонија, која што ја имате, ти ми рече баш онака што се вели од почеток до крајот на годината. Во моментот можеме да најавиме два убави настани, тоа е надпревар со авиони за неавиатичари и надпревар со едрилици за прецизно слетување. Сега, за неавиатичари, за луѓе кои што се лаици, првпат може ќе влезат во предизвикот со падобранство, со летање и така натаму, со Ирена некако те нели нападнавме со прашања, меѓутоа не можам да не се ветам јавно со тебе ако твојата мајка, господјата Марионка Стефанова, која што пред 2019-та ми рече или 18-та? Пред 7 години. Пред 7 години, ајде да бидеме попрецизни вака, имаше прилика за прв пат да полета со тебе по повод нејзиниот 70 годишен роден ден. Па тука нели му беше уживање или страф, што ќе владее. Веројатно кај господја Марионка тоа се случува сега уживањето на вагата да малку повеќе тежи и ми велиш дека во моментот пројавува таа сама собствена желба за повторно нејзиниот син Јане Стефанов да организира летање на своите 77 сега години. Да, нели откако скокна тогаш, па не помина долго време кога рече јас сакам пак да скокнам. Добро, никој пат предходно пред 70-та не изрази желба господјата Марионка? Верувам дека да ги имала условите кои јас сум ги имал за да се занимавам и таа би се занимавала со тоа. Меѓутоа, дури на 70 години се формираат тие услови за да може да скокне и го направи тоа и почувствува дека е прекрасно и затоа остана желба повторно да скокне и сега знаете мајките како знаат да бидат пасив агресив. Ете, не ме скокна, ете уште и полека, меѓутоа сите овие работи што кога се работи за авиацијата за да се случат, за да може да скокнеш, да летнеш, треба да се наместат, ја викам тоа е звездите во една линија и кога сите работи ќе се погодат бидејќи не може со силување. Значи не може да ги префрлиш одредени работи. Таа ќе го направи скокот, претходно ќе иде на преглед, не може да го направи без тоа, сепак има повозрастна, ќе речеме, жената. И меѓутоа не значи дека нема да се случи, треба само доволно трпение. Тоа е. Инаку и сега има одлука за до крајот на годината да го стори тоа? Види, сега ако дадам збор дека ќе биде до крајот на годината, ќе биде потешко со мајката. Ќе биде позитивен пасив агресив. Така да тогаш повеќе пати сме го разговарале муабетов во однос на падобранството, дека секој не зборам само новинар, него секој медиумски работник кога ќе посака да скокне, треба само лекарско да се извади, другото клубот. Значи ќе ги фрлиме сите медиумски работници кои посакуваат да го направат тоа, чисто да видат зашто зборуваме кога седиме овдека на оваа маса. Јасно. Така да ти треба да се заречеш, да решиш да дојдеш и да скокнеш. Ова можеби јавно сега ќе го кажам, ова обично, ајде во 95% од мојот живот не користам флоскули. Во една прилика знаеш дека требаше една четворка да летне, меѓутоа единствениот бев што бев можеби храбар во одлуката, другите некако беа во состојба на прашалници, ама ќе ветаме јавно, веројатно можеби затоа што и ова екранизирање на некаква телевизиска приказна, можеби многумина кои што не гледаат сега ќе влезат во нашите чевли, па ќе се предизвикаат за овој момент, затоа што имаше сега пред некој период за скокање од јаже во Нов Зеланд, жена на 92 години го стори тоа. Значи веројатно кога сте банджи џампинг, да. И си видам, тоа е веројатно некако мислам дека затоа сакам да не мора да чекаш до 92 години, можеш
побрзо да го направиш тоа. Меѓутоа мислам дека многу би сакал, ако ми дозволиш јавно, ако не гледа можеби сега твојата мајка, септември, октомври да дојдете можеби во студио или пак пред да се случи скокот со неа на своите 77, можеби 78 години, наговетиме бидејќи некој пат е многу живописно кога некој ќе го седнеме тука и да се погледа само таа животна аспирација и енергија, мислам дека тогаш се случува симбиоза можеби со гледач некој на телевизија случајот. Ќе видиме што ќе биде. Ќе видиме што ќе биде. Сега да го најавиме надпреварот со авиони за неавиатичари. За како е наменет, за кого е наменет, во кој период наменет? Тоа е една идеја од еден наш постар член. Уникатен надпревар за прецизно слетување со авиони, наменет за, ние ги нарекавме, неавиатичари. Неавиатичари или непилоти, или луѓе кои немаат лиценција или дозвола за летање, а сакаат да го искусат летањето. Како е концепиран тоа? Има авиони, има пилоти и тој треба се прави тим. Сакам со овој авион и овој пилот да летаме, влегуваат заедно, се договараат стратегија, прават како, времето го анализираат, учат. Значи тоа е еден процес каде што пилотот на непилотот ќе му предаде одредено знаење што му е потребно за да може да го слетаат заедно авионот прецизно на пистата. Тоа се прави една во моментов идат снимки прецизно слетување со едрилици. Така. Меѓутоа ова ќе биде со авиони. Значи се прави една цел на пистата каде што има начин на бодување, доаѓаат првиот момент кога тркалата ќе допред. А сепак со комисија некаква е тоа? Да, има суди од страна гледаат, снимаат и еве во моментот след едрилицата тие белите му се целта и тој треба да го првиот момент кога ќе допре со тркалцето, ете го. Ова значи прецизно слетување? И мерат, да, ова е прецизно слетување. Значи да погодите дел од пистата одозгоре и не е така едноставно, но така ќе може да почувствуваат луѓето што не се авиатичари како е да се учествува во надпревар и како е да се лета. Значи не мора да имаат искуство за летање, може само да дојдат и да се пријават на надпревар. Ова планираме да го направиме на 1 август, ако стигнеме. Ете, тоа зеленото е уствари целта. Така. И ова ако успееме да го направиме до 1 август, би било прекрасно. Сепак си оставаме луфта, прва година ние, не знаеме колку луѓе ќе се прво издание. Другата активност што ја имаме е тоа е една македонска лига во прецизно слетување со едрилици, снимките што одат во сите градови каде што се негува едриличарството како спорт. Тоа е Прилеп, Штип, Битола, Куманово и Скопје. Се организираат по еден надпревар. Тоа е еднодневен надпревар каде што сите влегуваат, имаат можност да влезат во едрилица и да слетаат прецизно. И потоа се собираат бодовите и се прогласува победник на целата лига, победник на секој надпревар поединечно и е интересно за гледање бидејќи тука можеш да видиш како надпреварувачкиот дух на луѓето, на надпреварувачите е на големо ниво. И како меѓу себе се компетитивност си прават. А инаку кои се предуслови и критериуми за учество? Треба да имаш дозвола за иделичарство, односно спортска дозвола така, треба да се има. Бидејќи тука е тешкото, вие кои идете на метата не можете да идете да го срушите, да срушите едрилицата во метата и да победите, него има и момент каде што не смееш да го ставиш воздухопловот во ризик или себе си во ризик, додека го правиш тоа. Судијата може да рече ова е премногу стрмно доаѓа или премногу брзо удира или премногу тоа и да му да добие негативни или да го исклучат. Значи треба да направиш меѓу тоа е наваган или се става безбедноста со прецизноста и треба да биде што е можно овакво што е можно повеќе прецизен со да не ја загрозиш безбедноста на воздухопловот. Значи тоа е интересно и нормално ќе имаме и надпревар за прецизно слетување со падобрани. Тоа е дел од клубските активности кои ги организираме за да може да ја рестартираме бидејќи веќе подолго време немаме репрезентација, македонска репрезентација за прецизно слетување. Да. И сега се обидуваме да од новите сили направиме надпреварувачи
кои ќе може да не представуваат на низ светот. Значи може да не представуваат. Ми го зеде прашањето бидејќи некаде прочита дека сепак постојат репрезентации конкретно за прецизно слетување. Не сум знал дека и тоа како категорија постои. Воздухопловните спортови се регулирани, има светска организација ФАИ што се вика. И простина дигресија, постоела никогаш репрезентација? Да, постои, ја бев член од таа репрезентација. И од кога не постои и која причина може повторно поради кога Македонија малце потона во делот на воздухопловството, имаме ние една дупка од нели кога Македонија стана самостојна до моментот додека не се реорганизира овој делот со воздухопловството, има една дупка од 20 на години каде што многу беше тешко да се најдат средства за да се одржува таа репрезентација, многу беше да се биде финансиски независен, веројатно. Токму така, во минатото функционираше многу добар систем каде што војската ги финансираше клубовите. На сметка на тоа војската добиваше готови пилоти и подобранци за додека нели во воениот рок да може да ги имаат во резерва, да може да ги имаат. И тогаш најголемите успеси во таа Југославија беа постигнати кога имаше доволно средства за да се креираат кадри и овие луѓе што летаат во моментов за гасење на пожари, тие се од тоа време. Значи тие учеле во времето кога функционирал тој систем. А за една држава јас мислам дека не е тешко да се организира повторно тој систем за да може да се даде поддршка на клубовите, така ќе се креираат многу повеќе кадри да овој недостаток на пилоти што го имаме, што ќе сакаат да летаат во таа земјоделска или таа за гасење пожари, таква авијација, таа е наменска авијација, не е летање на големи авиони, него е придобивката сега од обете страни. Да, ќе биде взаемна придобивката, меѓутоа ете правиме некои разговори со ќе кажеме само со државата за да даде поддршка. Да, има интерес да не се слушаат. Само во моментот добро да се споделат идеите. Да. Добро. Само да прашам, меѓу ретките се кои што на некој начин ја водиш одлуката за првиот скок, јас тоа можам да го гарантирам. Двајца инструктори нели оценуваат подготвеност. Дали некогаш си имал несогласување и која е најчестата причина за одбивање? Века некогаш владее стравот и така натаму. Меѓутоа, најчесто вака од искуството кое што ги имаш долги години. Одлуката не е самостојна. Значи, јас го водам процесот да ги учам, нели, како се прави тоа. Мене ми требаат уште две очи за да може да го видат тоа што евентуално јас не можам да го видам поради блискоста со ученикот. Тоа баш сега кога се враќавме од Србија го разговаравме во кола. Кога пристапувам кон учење на нели нов падобранец, јас морам да го прифатам како свое дете. Значи морам да му се посветам целосно и да најдам начин како информациите или како потребните знаења да ги пренесам. За секого е различно. Има секакви карактери. Некој треба да му викаш за да го восприема тоа знаење. Некој треба да го фалиш, некој треба да го галиш, некој треба да го кудиш. Значи за секој има посебен пристап и затоа секој скок кога ќе го направат, ние потоа разговараме за скокот, што е направено лошо, што е добро. И потоа кога ќе почне да речеме кога ќе направат повеќе скокови, во зависност на тоа каков карактер се бира ментор кој продолжува да ги учи со сличен карактер. Значи и ние постарите падобранци ќе кажеме сме различни карактери нормално. И секој што му одговара го добива за менторството понатаму да си го тера. Иако одлуката нели за кој да скокне ја носам јас и ја потпишувам јас, така се многу документација има, нели? Сепак е потребен и друг инструктор да рече да го каже истото. Да пресече што се вели да каже да може. Најчесто немало несогласувања јас да кажам да или ја да кажам не, другиот да каже да. Меѓутоа во договарање се договараме што му фали за да може да дојде до скокот. Тоа е и инструкторот каже можеби треба ова повеќе да го извежба за да може да го направи скокот и тоа добро, окей. Додатни часови,
Падобранецот учи повеќе и го прави скок. Имам чувство дека со секое твое излагање кога ќе ни дојдеш на гости, долго не сме ти имале нели во утринската, секој пат низ призма на твојот разговор и мовет имам чувство дека подмладок има во македонската авиација и не случајно ќе го кажам ова бидејќи пред точно 2 години ме потсети дека имавте 100 години од аероклубот Стенковец. Скопје. Аероклуб Скопје. Скопје, пардон, и на Стенковец сакам да кажам дека се одржа Иван имаше една многу убава екранизирана нели приказна на ние и токму на Стенковец тогаш со најголема возбуда така некако и ми доаѓаат убави емоции кога најави дека од Белград пристигнува нели Илинденка. Да. И тоа беше уште еден значен миг за македонската авиација. И сега вака 2 години календарски, дали од тогаш до сега има потенцијал да се развива, да се добија репрезентација што велиш така натаму, или низ твоја призма се уште може ли во моментот? Јас мислам дека работите се движат во позитивна насока. 100 годишнината од аероклубот беше, мислам дека славење, баш беше празник. Беше прослава на тие 100 години, меѓутоа е една добра основа за наредните 100 години. Значи, веќе преку тоа добивме пристап до институциите. Значи, веќе, да речеме, можеме да им зборуваме на увце што треба да се прави, како треба да се прави. Друго, луѓето дознаат дека можат и кај нас да се прават овие воздухопловни спортови. И трето, дека како воздухопловна сила ние никогаш не сме биле слаби. Илинденката е доказ за тоа. Значи имаме воздухоплов направен у Македонија, кој е, да речеме, црешовото топче, сите го знаат. Така. Меѓутоа Илинденката малце помалку ја познаваат. Ние успеавме да ја донесеме за 100 години успеавме да ја донесеме. Нашите мајстори ја реставрира во координација со музеот од Белград, ја реставрира и им ја вративме. Затоа што тоа е нивни воздухоплов сега, регуларно купен, нели ќе кажат, како им ја вративте, таа е наша. Не е наша, тие си ја купиле. Да, тие си ја купиле поштено за толку и толку динари и нема зашто да не им ја враќаме. Меѓутоа успехот таму што го постигнавме е тоа дека на кустосите што се во музеот им се допадна како е тоа нели поправена целата, како е репарирана и ветија дека ќе биде во поставката на музеот. Тие сега прават нова поставка во музеот и ќе биде изложена во нивниот музеј како дел од таа една југословенска авиација, како приказна таква. Значи велиш има да речеме подобрување во таа инфраструктура, веројатно еве и пред да започнеме со емисија велиш србите колку инвестираат во својата авиација. Сега само што се враќаш од Крагуевац на отворање на нов аеродром, ако не грешам, така? Отворија во Крагуевац нов аеродром, не поканија пријателите. Колку располагаат? Имаш вака идеја чисто србите? Колку авиони? И авиони можеби, а и клубови? Имаат повеќе клубови, падобрански клубови и летачки клубови, имаат многу авиација развиено во сите и во повеќе градови, во помали градови го има тоа развиено. Меѓутоа, кај нив општините ги ценат. Например, во Парачин општината им го дава аеродромот, го подготвува за летање, го прави се. Општината вложува во тоа за да има аеродром тука. Значи, општините помагаат на клубовите за да можат да функционираат и таму прават нов аеродром, приватен комплетно, каде што ќе прави летови, такви бизнис летови во сите правци за да може да си летаат насекаде. Конкретно таму беа дојдени многу воздухоплови од цела Србија собрани и падобранци исто имаше од Ниш, од Белград и беше многу интересно за дружење. Ние направивме скок на, речеме, малце позахтевно време. Беше ветерот, имаше многу јак ветер и се беше фино и успешно направено. Статистички тоа го најдов како податок, па ќе ми кажеш, падобранството некаде прочита дека има значително понизок ризик од фудбал, хокеј и кошарка. А ако те прашам што е најчеста причина што луѓето погрешно мислат дека
падобранството е екстремно? Луѓето мислат дека падобранството е екстремно затоа што не знаат што е падобранството. И секогаш ние се плашиме од работите што не ги знаеме. Ке дојде, јас имам страф од висина, ова е екстремно и почнува да учи и гледа дека има 5 предмети, дека се учи се за падобранот, дека има развиено техники на скокање, има вежби како тоа да се направи, цела структура, курикула, како да се стигне до тоа и разбираат дека се што е потребно е да научат малце повеќе. Иако падобранството е со поголем, да речеме вака го мислиме, дека има поголем ризик во него, помалце повреди има од фудбалот, има и од каснување од комарец има помалце. Да, од смртни случаи од каснување на комарец има повеќе од падобранството. Значи збориме според статистиката, ова го баш го сакам да го спомнам. Такви се правилата, такви се нормите во падобранството, строги и контролирани од Агенцијата за цивилна воздушна пловидба и школото и сите и клубовите како структура да го правиме да е можно, што е можно побезбедно, така да ние немаме некои големи повреди во клубов со години. Немаме последните 5 години немаме скршена нога, некои гребаници, тоа е ништо. Тоа се мали што велиш. Да. А според твоето искуство, каква е психолошката трансформација ме интересира што се случува кај луѓе по првиот скок, бидејќи сигурно се случува некаква промена, помагат во да речеме во креирање на некоја потоа љубов во воздухот, во авиацијата генерално. Имам така чувство дека по првиот скок ги менува сите аспекти од животот ги менува. Значи првиот скок е дури и после кога ќе сакаш да направиш нешто друго, ќе речеш јас сега ќе почнам со мојата нова работа и ама се плашам дали нова работа ќе биде и викаш чекај. Јас скокнав од авион по оваа работа, ништо не, идеме ќе заработиме. Да. Така да менувањето те менува. Првиот скок или скокот те менува. Дури и начинот на кој реагираш на стресни ситуации менува. Секогаш додека учиш за падобранството, учиш еден процесен начин на размислување. И надминување на стравот, не надминување на стравовете, ама и не можеш да не се блокираш. Бидејќи најчесто луѓето се блокираат кога одеднашка сакаат да испроцесираат милион информации. Не може тоа нашиот мозок да го направи. Што ќе направи е секогаш еден чекор напред. Сега сум во авион, што ми е битно, тоа ми е битно. Сега сум надвор од авион, што ми е битно, тоа. И кога ќе го тоа дадеш, нели, во сите други аспекти од твоето живење, да размислуваш само до првиот чекор, ти прави да можеш да се фокусираш на работите што се до првиот чекор, да ги направиш подобро, па после вториот чекор и тоа е тој процесен начин на размислување, кој јас, например, го правам во сите, од правење ручек дома до скокање со падобран, истиот процесно размислување и ми помага многу. Знаеш како reconnecting to the nature, значи реконекција со природата е мислам дека најубавото моќно оружје за она што сега психолошка девијација кај многумина, анксиозност, депресија, што и да е. Дали во моментот, да речеме на секој млад човек или повозрастен кој што се соочува со некаков страв во животот, загуба, претрпуваме секакви можеби животни предизвици, осцилации, окей, нема да го минираме фактот да се посети психолог, како гледаме медицински, како можеби тоа да се превенира. Меѓутоа, дали за оваа состојба кај секој од нас кој што понекогаш имаме, го препорачуваш можеби ова ослободително оружје? Го препорачувам затоа што е еден издувен вентил. Мислиш дека би имала промена во менталната структура? Барем ќе се релаксираат луѓето многу. Значи, скокот, адреналинот, се кога ќе помине, се убаво доле кога ќе слеташ, не може никој да те изнервира. Значи, не може, одеднашка имаш една нова перспектива на работите. Некој во афект си тргнал да се караш или било што да правиш, после скокот тоа гледаш, чекај, па може би тој има некои други проблеми. Така да, значи начинот на размислување се менува и падобранството е и летањето. Значи во едрилица сам тоа е на ниво на йога, медитација. Или во авион да исполниш нешто што сакаш, да видиш некој места, да не размислуваш на другиот дел од твојот живот,
е доволно да те рестартира за после да може со нови сили да влезеш и да си ги сработиш работите што треба. Одлична метафора. Ја имаме Марија на линк, само кусо Марија, ако не слушаш уж само секунда, ова би те прашал за крај. Некаде прочитав бројка од твои 2123 скокови. Дали ова е надмината бројка, до која бројка сте? Ја надминавме пред 2 години, ама добро. Добро, Јане, се не можам да ти водам статистика, ама до која се бројка? 2300 се сега. 2300 скокови. Да. Не е тоа многу. Не е тоа многу? Не е многу, ја Во мојата глава се изгледа тоа многу. 34 години скокам. Така, ама, добро. Секоја ти чест. Ти благодарам уште еднаш. Да си ветиме септември, госпоѓа Марионка во студио, твојата мајка, која што на 78 ке скока повторно, и да си ветиме јас да бидам пред гледачите на Телма да го направиме јас предизвикот. Може? Може. Многу ти благодарам. Беше искуство како Фала и и на вас. секогаш за сите подетални информации. Јане Стефанов за пребродување на стравото.